Ноќно студио продолжува за тоа како експертите гледаат на актуелната состојба во Македонија, но и светот. Со нас вечерва е Бранимир Јовановиќ. Ви благодарам што прифативте и изборувате за ноќно студио. Бранимир, да започнеме со првото прашање. Како гледате на актуелната состојба? Часови сме после постигнувањето на примирието на Блискиот исток. Како ја оценувате моменталната состојба и како би се одразила таа врз, но и врз поширокиот регион? За мене примирието беше очекувано. Ние зборавме тука и кај нас на институт уште пред неколку недели, бидејќи сме во процес на спремање на новите проекции за цела Источна Европа и зборавме, дискутиравме што очекуваме дека ќе се случи со војната, колку ќе трае и слично, затоа што нели од тоа зависат и проекциите. И уште пред месец ден од прилика нашето очекување беше дека војната нема да трае долго, затоа што не ја одговара на Америка, односно на Трамп не му одговара подолга војна. Трамп виде дека тоа што сакаше да го направи не му успева, виде дека не може да го направи во Иран тоа што го направи во Венецуела, да го смени водството, да направи она што се вика режим change, смена на режимот, и на некој начин од друга страна виде дека не може ни да ги уништи, виде дека прави повеќе штета и себе си и на светската економија и на светот, затоа што нели Иран го затвори теснецот Мориузот, Ормускиот Мориуз, и на некој начин му требаше само излезна рампа, односно начин да излезе од тоа, да се представи себе си како победник и да излезе од тоа. Така што ние очекувавме дека ќе дојде до примирие, со тоа што ова не е крај, ова не е финално решение. Има доста проблеми. Првиот проблем е што веќе има месеци нешто имаме високи цени на нафтата и тоа ќе има последици, тоа нема да остане туку така. Веќе гледаме дека инфлацијата скока во многу земји, па и кај со Македонија. Тој првичен скок на цените ќе има понатамошни реперкусии и врз другите цени. Значи до сега она што го видовме во Македонија, барем според официјалните податоци, оние податоци за инфлација што излегува вчера, е дека шокот во март беше лимитиран пред сека и енергенсите. Меѓутоа, сега гледаме дека тоа почнува да се ефектуира и врз храната, гледаме дека почне и цената на храната да скока, така што и овој мал шок што го имавме до сега ќе остави последици. Второто е што ова не е трајно решение. Не знаеме што ќе се случува сега, 2 недели примирија, ама што после тоа? До каде ќе оди Трамп, дали ќе успее да се договорат за некој траен договор, за траен мир, затоа што дури кај Иран калкулациите се сега сменети. Иран сега е на некој начин дури охрабрен, ојачан од се тоа што се случи, затоа што свати дека има ново оружје. Има Ормускиот Мориуз, кој што ако го затвори, на некој начин целиот свет се тресе пред Иран, така што прашање и веројатно апетитите на Иран се зголемени и тие ќе барат нешто повеќе, нема толку лесно да се согласат на долготраен мир. И третото е што исто така, ова не сме се заборави, дека и тоа што видовме до сега со уништувањето на нафтите постројки, нафтите полиња, фабриките на Блискиот исток, не може да се поправи за еден ден. Знаете, вие кога имате уништување на нафтни полиња, на фабрики, на што и да е сите оние напади, што ги вршеше Иран врз останатите земји, не може тоа да се санира за една недела. Така што ќе се чувствуваат последиците од уште некој време. Првичниот, да кажеме, резултат, ефект од ова е позитивен. Цената на нафтата падна од 110 на околу 95, што е окей, ама не очекувам јас дека таа ќе падне на 60-70 во наредните недели. Поверојатно дека ќе остане на ова ниво околу 90-95, поради сите овие причини и поради неизвестноста што ќе се случи после овие 2 недели, ами поради тоа што е направена некоја штета, која што не може така лесно да се санира, така што можеби најлошото се чини дека помина, меѓутоа нема ова да остане само на тоа, последиците ќе се чувствуваат уште некој време. ЕБРД прогнозира дека може да се скратат 0,4 поени од процентот за развој на нашата држава. Како би поминале ние и како, ако споредуваме со соседните земји, каде би се нашла Македонија на таа листа?
Да, значи и нашите проекции на нашиот институт се дека отприлика толку ќе биде ефектот 0,5 или така нешто, со тоа што ние разработувавме две сценарии, се уште ги имаме две сценарии. Првото сценарио е дека конфликтот ќе трае, не знам, месец, дена, така нешто. Ова сценарио што сега го имаме и после тоа ќе се смири и во тоа да кажеме оптимистичкото или помалку лошото сценарио, проекциите се тоа дека БДП, растот на БДП ќе се намали ќе забави за 0,5, инфлацијата веројатно ќе достигне 5% оваа година и понатаму се тоа ќе има дополнителни ефекти, нели реалните плати ќе се намалат, сиромаштијата ќе се зголеми и се останато. Но тоа да кажеме на помалку лошото сценарио. По-лошото сценарио е дека ако повторно има некој понатамошен конфликт, после овие 2 недели, поголема војна, тогаш ефектите ќе бидат значајно полоши. Македонија нема многу да се разликува од останатите земји во регионот и не е тука суштината, прашањето во тоа, не знам, ѓубривата и храната, затоа што пазите, Македонија не е некоја земјоделска земја. Тоа кај нас е илузија, тоа е мит дека ние сме земјоделска земја, а ние со години, со децении повеќе увезуваме храна него што извезуваме. Ние не произведуваме доволно храна ни за да се прехраниме себе си, камо и за да извезуваме, така што не е точно тоа дека ние сме земјоделска земја, можеби имаме потенцијал, можеби сме биле пред 100 години земјоделска земја, ама веќе не сме за жал. И ако гледате учеството на земјоделството во БДП е многу мало. Например, Србија е многу повеќе земјоделска земја од нас, иако и те не се оноliko што се фалат. Не можат ни тие да прехранат Европа како што зборуваат. Така што не е тука прашањето околу земјоделството, главното прашање е прво, колку ќе скокнат цените, односно дали владите преземаат мерки за да го спречат тој првичен удар на цените, таа првична инфлација од скокот на нафтата, и второто, дали владите ќе преземат мерки за да го убlažат ефектот од тој скок на цените, односно главниот ризик е дека цените кога скокаат, тоа ја намалува куповната моќ на луѓето, реалната вредност на парите, на примањата, на платите и пензиите, поради тоа што парите помалку вредат, луѓето помалку трошат, и затоа што помалку трошат, тоа ја забавува економската активност. Има ефекти и на инвестициите, ист сличен принцип. Парите на фирмите помалку вредат и помалку инвестираат и затоа се забавува економската активност, така што тој е механизмот преку кој оваа криза ќе влијае, инфлацијата секогаш влијае на економската активност и на економиите, така што главното прашање е што владите презема за да го лимитираат скокот на цените и што ќе преземат или преземат досега за да спречат тој раст на цените да се ефектуира помал раст на платите. Македонската власт за жал презема скоро ништо. Овие мерки што ги презема намалување на ДДВ, сега гледаме нешто акцизата, како прво се многу задоцнети, како второ се недоволни. Тие не спречуваат раст на цените. Еве гледаме, завчера кога го објавија тоа со акцизата, дизелот пак скокна. Не спречија да скокне дизелот. Дизелот сега скокна на 98 денари, што е повеќе и од нивото што го достигна во 2022 година. 2022 година по нападот на Русија на Украина, дизелот највисоката цена, ако не се лажам, беше 97 денари, сега 98. И веројатно може понатаму ќе расне, треба да видиме што ќе се случува. Меѓутоа сакам да кажам дека мерките на владата прво се задоцнети, второ исто како да ги нема, како да се непостоечки, затоа што не спречуваат раст на цените. Ако гледаме процентуално колку скокна горивата овие месеци нешто, во Македонија тоа околу 40%. Од претходното ниво, не знам, 70 денари на скоро 100, тоа е околу 40%. Например, во Србија скокот е многу помал. Во Србија скокот е околу 10%, беше 200, ако не се лажам, динари, или 190 и нешто динари беше дизелот таму, сега е 210. Тој растол околу 10%, така што во Хрватска исто така растот е помал, така што Македонија не презема доволни мерки, добри мерки за да го спречи растот на цените и тоа се виде во на новите податоци за инфлацијата, така што тоа е првиот проблем. И вториот проблем е што немаме се уште мерки за поддршка на луѓето кои што се погодени од кризава. Можеби ќе ги има, се надевам дека ќе ги има, но фокусот во наредниот период треба да биде на тоа, оваа нова инфлација што ќе ја видиме, од околу 5%, наместо ние 3% како што се очекуваше претходно, за да се спречи таа да го забави економскиот раст, мора да имаме мерки за поддршка на раст на платите, пензиите и сите останати примања. Ако го немаме тоа, Македонија ќе биде погодена повеќе од останатите. Нашите проекции во моментов, бидејќи ви кажав дека ги спреме проекциите за цела Источна Европа во моментов, е дека Македонија ќе биде погодена во просек исто како што сите останати во регионот. Србија веројатно ќе биде погодена малку помалку од Македонија, затоа што мерките таму се подобри и затоа што они ќе имат избор оваа година па Вучич е популист и се останало.
меѓутоа не знам, некои други земји па ништо не презема, Босна ништо не презема. Така што и некои други не презема многу, така што Македонија ќе биде некаде на средината, ниту нешто премногу добра, ниту па нешто катастрофално. Во очи на Великден, прашање во интерес на граѓаните, можеби каде што најповеќе ги засега, тоа е великденската трпеза, која што оваа година речи си е по европски цени. Како вие го коментирате тоа? Социјалниот мир е загрозен со години, со децени, да не кажам, во Македонија, последните 30-35 години, ова што гледаме сега не е практично ништо ново, повторување на се она што ни се случувало изминативе години. Ја ова само го кажав изминативе недели, оваа криза сега што гледаме е на некој начин мала репликација, односно повторување на кризата од 2022 година. Во моментот се чини дека ќе биде помало оваа криза од 2022 година, меѓутоа механизмот е ист, суштината е иста. Имате една голема земја напаѓа една друга земја, тогаш беше Русија напаѓа Украина, сега Америка заедно со Израел го напаѓа Иран и поради тоа имаме скок на енергенсите, на цената на нафтата, тогаш имаше скок и на цената на храната, сега го нема тој скок се уште, може би го има повторно, и поради тоа имаме инфлација, поради тоа имаме забавување на куповната моќ и се останато забавување на растот и најважно од се, мислам, знаете, вие ако гледате чисто макроекономски, растот оваа година во Македонија, не знам, наместо 3,5%, веројатно ќе биде околу 3 или не знам, наместо 2,5%, ама 2,5% расти не е толку лошо, не е, ако гледате чисто однака макроекономски, не е сјајно, ама не е катастрофа. Меѓутоа тој податок крие на многу важна друга позадина, а тоа е дека дел од луѓето, најголем дел од луѓето има пад на животниот стандард. 50% од луѓето ќе страдаат поради инфлацијата и затоа што нивните примања не се зголемуваат, а само мал дел од населението и особено големите фирми ќе профитираат. И затоа ви имате дека имате раст на БДП, затоа што профитите на големите фирми ќе се зголемат, а најголем дел од населението ќе страда. Така што и тие 2% раст не се репрезентативни, не се всушност реални, затоа што најголем дел од луѓето има всушност пад, влошување на животниот стандард. Ќе потсетам само 2022 година. Ние направивме една студија. Според таа студија, околу 50.000, проценките беа дека помеѓу 50 и 100.000 луѓе ќе западнат во сиромаштија, заедно на сиромаштија во Македонија кој што околу 400.000, сега дополнително на тоа ќе имате нови 50 до 100.000 луѓе кои што ќе западнат во сиромаштија, а паралелно со тоа би текнува се воведе едној солидарен данок, 150 фирми во државата ги зголеме профитите, своите профити, повеќе, нивните профити порасна повеќе од 150 милиони евра. Значи, имате вие големи фирми кои што си ги зголеме профитите, трговците, нафтените компании, многу други, од друга страна и поради тоа, значи, ако вие тој расте профит од 200 милиони евра, тоа ви е еднакво на 2% од БДП или така нешто, што тоа ви е економскиот раст. Од друга страна, оној пад влошување на животниот стандард кај 90% од населението не се гледа во тој економски раст. Така што сакам да кажам дека главниот проблем со оваа криза и со инфлацијата секогаш е што таа ги погаѓа најмногу најсиромашните. И од оние главни податоци што ги гледаме, ако му кажете да е научен човек 5% инфлација, ништо не му значи. И ако му кажете за раст на БДП, не знам, се намали растот на БДП за 0,5%, што му значи тоа? Излезете на улица, прашате го, на никој ништо тоа не му значи. Оно што му значи на обичниот човек е дали тој може да го преживее месецот и за жал тој не успева да го преживее. Просечниот македонец не успева да го преживее, тешко успева да го преживее месецот, секако и пред оваа криза, ама сега како последица на оваа криза уште потешко ќе успева да го преживее тоа. И она што според мене најтрагично што они се повторува постојано. Во 2022 година го видовме истото, сега гледаме реприза на истото, и потполно, ја би кажал дури полоша реакција од страна на власти, затоа што тогаш, во 2022 година, не сакам да ги фалам многу, и тие не беа добри, ама барем остава впечаток дека пробуваат нешто да работат. Тогаш, например, стално викаше, работиме на кризата, имаме енергетска криза, ово, вие гледате сегашниот премиер, практично крева раце. Вика, па тоа е, целиот свет е погоден, немаме простор, немаме пари во буџетот. Значи, гледаме дека ни се повторува истата ситуација, а реакцијата на оние што треба да работат за граѓаните е полоша од тоа. И не само до овие 2 години, 30 години постојано ние имавме кризи, имавме 2007, 2008 година, имавме исто така криза на инфлација.
Вие сте помлад, можеби не се сеќавате, ама јас се сеќам тогаш работи во Народна банка, тогаш инфлацијата достигна исто така околу 10% во еден период, тогаш нафтата достигна $150 на светските пазари. Имавме значи една слична таква епизода пред 15 години, да не зборам за 90-ти, така што постојано на нас не се случуваат кризи, тие кризи постојано ги погодуваат најсиромашните луѓе, а мал дел од населението секогаш профитира од тие кризи и на нас тоа ни се повторува и луѓето го прифаќаат тоа како некоја нормалност. Тоа мене најмногу ме нервира и тоа најмногу ми смета, што луѓето го прифаќаат се тоа како некоја нормалност. До некаде ги разбирам политичарите, не ги оправдувам, се разбира, но ги разбира. Политиката во Македонија е бизнис. Политиката во Македонија никогаш не била работење за општо добро, помагање на народот, грижење за граѓаните, никогаш. Национален интерес не постои во Македонија. Политиката во Македонија секогаш била бизнис и лично богатење. Ја тоа не го оправдувам, а тоа е реалноста. Оно што ја не можам воопшто да го прифатам, тоа што граѓаните го прифаќаат тоа како нормално, па не сме да се прифати. Кога гледате дека стално ви се повторува истото, дека политичарите со децени ве лажат, ве крадат, ви работат само за нивен интерес, додека вие страдате од секоја криза, па не смеете тоа да го прифатите, мора да се поборите. Сега, мислам, тоа е една од причините, сега можеби премногу правам дигресии, се извинувам, ако ќе навлезам во жар, не можам едноставно да се контролирам. Тоа е една од причините зошто ја не сум веќе во Македонија, затоа што се разочарав од сите тие случувања, се разочарав од тоа дека луѓето прифаќаат, политичарите така да ја водат државата и така да се однесуваат со нив, и го прифаќаат тоа како нормално. Така што мене лично тоа најмногу ми смета, посебно сега со овие кризи, затоа што пред само 3 години беше тоа, пред 4 години беше тоа, не 3, но 4 години, истата работа ни се случи, ни се повторува и ние го прифаќаме сето тоа како нормалност. Па не сме да се прифати како нормалност, мора да имаме некоја реакција. Како што имаме во Србија реакција, како што луѓето таму, студентите излегува на улици и кажат доста е веќе, така мислам дека и во Македонија треба да се случи и се додека не се случи тоа, ни се повторува. Истата приказна постојано и постојано. ММФ препорачува затегнување на монетарната политика и зголемување на каматните стапки. Како ова може да се одрази врз актуелните, но и идните инвеститори во државава? Значи, гледате, прашањето прво за монетарната политика. Според сите правила за монетарна политика, кога имате раст на инфлацијата, монетарната политика треба да затега. Каматите треба да се зголемуваат, тоа е основно правило и ако видите вие во повеќето земји во светот, вклучувајќи Македонија, основен мандат на Централната банка е да се грижи за инфлацијата и таа се грижи за инфлацијата, пред се таа не може да ги контролира цените, не може да замрзнува цени. Централната банка може да реагира со каматните стапки. Идејата е ќе ги покачите каматните стапки, со тоа ќе се забави потрошувачката во економијата, затоа што ќе се забави потрошувачката, ќе се намалат цените. Тоа е идејата тука. Меѓутоа проблемот е што во услови кога инфлацијата не доаѓа од страната на побарувачката, туку доаѓа од страната на понудата, како што е сега, кога ги растат светските трошоци, цената на нафтата и поради тоа трошоците за производство, овој механизам може да направи повеќе штета отколку корист, затоа што вие не го решавате проблемот, колку и да ја покачите каматната стапка, нема да се намали цената на нафтата. Колку да ја покачите каматната стапка, нема цената на горивата во Македонија да се намали. И луѓето утре да престанат да купуваат гориво на бензинските пумпи, нема да падне таа цена, пак ќе се остане дизел 98 денари. Така што тоа е проблемот со таа стратегија, така што ја не сум поборник за тоа да се покачуваат сега каматните стапки. Мислам дека треба да се држат на ова сегашно ниво, но како и да е, дури да се покачат нешто минимално, не очекувам дека тоа ќе има големи ефекти во инвестициите, затоа што инвестициите во Македонија не се детерминирани од каматните стапки. Затоа што проблемот со инвестициите е многу посложен, многу подлабок. Проблемот е што немате иновацијски капацитет во државата, немате фирми кои што имаат идеи, и многу други структурни проблеми имате, да кажеме, македонската економија е концентрирана економија, имате мал број на фирми кои што контролираат себе. Олигополски пазари скоро насекаде. Земете било кој сегмент од економијата, движење од неколку фирми, немате конкуренција, тие големи фирми не сакаат да инвестираат, така што има многу структурни проблеми, доминираат странски компании во државата, немате домашни предпријатија, немате ни мерки за поддршка на домашните фирми, така што дури ако има некој покачување на каматните ставки, сега нема тоа нешто значено дали е на инвестициите, затоа што тие се секако ниски.
Вие ако видите какви се приватните инвестиции во Македонија изминатите години, вие се практично нула. Македонија има релативно ниска стапка на инвестиции споредено со останатите во регионот и тие инвестиции се движени пред од странските инвестиции и од последнава година од инвестициите во инфраструктурата. Ова влада што прави, со тоа што ни едното ни другото не се нешто посебно квалитетни, ни пак зависат да кажеме од каматната стапка. Домашните приватни инвестиции, она што треба да го движи растот, недостасува во Македонија. Немате вие иновативни фирми кои што имаат нови производи, нови идеи. Можеби постојат, ама не добиваат подршка. Тоа не е поради каматните стапки, туку е поради нешто друго. Квалитетот на инвестиција, она што го спомнавте, она што го критикуваме, односно посебно јас што го критикувам, суштината е дека ако видите вие макроекономски, Македонија во 25-та година имаше релативно добра стапка на раст на инвестициите, пред се поради домашните капитални инвестиции, ама тие инвестиции беа поради неколку работи. Прво беше автопатот кон Косово, кој што го почна претходната влада, второто беше автопатот кон Охрид, кој што знаеме колку е проблематичен, се гради со години милиарди, скоро милиарда ќе достигне трошокот што цената на автопатот, и тоа не е нешто за фалење, тоа е низок квалитет. Третото е на унгарска милиарда ги текнува што ја зема владата, дел од тие проекти се дадоа за инфраструктурни проекти во општините. Што има корист од тие? Ја не знам на некоја општина да биде нешто многу од тие пари, повеќе тоа нешто само фиктивно, само на хартија. И ако ги видите приватните инвестиции, оно што има раст кај приватните инвестиции е градежништво. Само згради се градат, од тоа обично човек нема никаква корист. Ние Скопје станува град, не само Скопје, ама Скопје го земам како пример, станува град на духови. Имате згради празни, зја, во кои што никој не живее, и луѓето купуваат станови, само се гради, се уништува секој зеленило, секој ќоше, нема цветче, нема дрвце, нема ништо, и тоа ви е економски раст. Така што тоа, ако видите вие на хартија, ви имате економски раст, ама тој економски раст е шуплив, тој е штетен, тоа е оно што се вика Потемкиново село, затоа што е движен пред се од такви активности, градење на згради кои што нема никаква корист, само имате поголемо загадување, уништување на јавниот простор, на зеленилата и се останато, и некои инвестиции во инфраструктурата кои што можеби не се, да кажеме, толку лоши, да не бидеме критични, ама имаат многу проблеми. Прескапи се, предолго траат и слично. Така што тоа е проблемот и она што треба да се направи да се коригираат овие недостатоци. Значи подршка на домашните фирми, преку индустријска политика, сега немаме време за да образложуваме, подобрување на квалитетот на јавните инвестиции и се разбира промена на политиката во поглед на странските инвестиции. Не само да се привлекуваат странски инвестиции на кои што ќе им се дават даночни поволности и ниски плати, туку да се, ако ќе се привлекуваат странски инвестиции, да се привлекуваат висококвалитетни странски инвестиции. Доста е она дека ние сме земја со ефтина работна сила, треба да прерастеме веќе еднаш во земја со квалитетна работна сила и тие се оние чекори што треба да се направи да се подобри квалитетот на инвестициите, а со тоа да кажем и долгорочниот економски раст. Ви благодарам многу за овој разговор. Јас на вас. Вам почитувани, ви благодарам што и вечерва бевте со Ноќно студио. Ви посакувам пријатен празничен продолжен викенд. Повторно ќе се видиме со мене во вторник во 20 часот. Пријатна вечер.